Наследниците на Гоце Делчев ќе ги вметнат сонародниците и наследниците на Радев во македонскиот устав. Ова е одговорот на премиерот Ковачевски по најновата провокација на бугарскиот претседател Румен Радев. Ковачевски порача дека Македонија не преговара со Бугарија, туку со Европската унија. Уставните измени се, односно амандманите кон уставот, се дел од преговарачката рамка со Европската унија, бидејќи ние преговараме со Европската унија, а не со Бугарија. Откако работната група ќе ги направи амандманите, значи дека наследниците на Гоце Делчев ќе ги вметнат сонародниците и наследниците на Радев во македонскиот устав. Радев претходно од Софија изјави дека Македонија ќе стане модерно општество само кога ќе ги впише сонародниците на Гоце Делчев во уставот. Се пофали пред бугарските медиуми дека тој бил првиот бугарски политичар кој во 2021 ги презентирал проблемите на бугарите во Македонија пред Европската унија. Порача дека преговарачката рамка содржи неразделен дел протоколот кој е потпишан од двете земји, дека истиот нема прогрес и дека за ова разговара со европските челници. Ръководството на Република Северна Македонија. Раководството на Република Северна Македонија треба да ја убеди не Бугарија, туку сопствените граѓани дека гради демократска држава во која не се пука во бугарските клубови. Тие не се палат, а бугарите не се подложни на систематска репресија, физичко насилство и диригирани судски процеси. Раководството на Република Северна Македонија може да претендира дека гради модерно мултиетничко општество, кога ќе смогне сили да ги запише сонародниците на Гоце Делчев во својот устав. Поред Радев, македонците во Бугарија ги уживаат сите права, никој не ги следи, ограничува и не се спроведувале истраги против нив како што се случувало со бугарите во Македонија. Вчера бугарската подпредседателка Јотова на самитот на Советот на Европа во Рејкјавик се жалеше дека бугарите во Македонија биле малтретирани и тепани. Ковачевски не издржа и веднаш реплицираше. Порача дека Бугарија се однесува кон Македонија како Русија кон Украина. Ги отфрли обвинувањата на Јотова како неосновани и кажа дека доаѓаат од земја која не ги почитува пресудите на Страсбур и е пример за кршење на човековите права.